Чи денеска обвинителството поднесе обвинение против уште едно лице за пожарот во Качанскиот клуб Пулс. Значи, обвинителскиот тим до Основниот кривичен суд во Скопје поднесе обвинителен акт против уште едно лице за сторени тешки дела против општата сигурност, се товари за сопствен особен придонес, бидејќи заедно, како и со други за сега непознати лица, не постапил според прописите и техничките правила за мерките за заштита, а со тоа предизвикал опасност за животот и телото на луѓето, како и имотот од големи размери. И како одговорно лице реален сопственик на обвинетото правно лице Друштвото за обезбедување на имоти лица Rubicon Security Solutions увоз извоз Доел Скопје, заеднички со веќе обвинетиот управител, раководител со деловниот потфат и целокупното работење на агенцијата за обезбедување. Значи, ова обвинение денеска кое што е поднесено е против Александар Нацев. Ова дека значи дека обвинението против сопственикот на агенцијата Rubicon се однесува на организирање на забавен настан. Забавен настан во превод се вика концерт за кој што има полицијата има единствена надлежност освен агенцијата да го обезбедува и да го провери тој настан. Ако настанот е над 25 луѓе, полицијата е должна без разлика дали има или нема известување за организирање на било каков настан од овој тип, полицијата е должна да го обезбеди настанот. Бидејќи истото е на пример и за овие протестите, кога луѓето се собираат на некаде на протест, ако се над 25 луѓе, должна е полицијата да дојде и да ги обезбедува. Значи е должна. Ако има над 25 луѓе, должно е присуство на полиција. Така и за овој настан во Пулс. Полицијата била должна. И со ова обвинение кој што е на оценување на судот, де факто обвинителството констатира дека станува збор за јавен настан кој што требало, под јавен настан се подразбира дека треба да биде обезбедуван од полиција, би требало да се води истрага и за полицијата и за одговорните во полиција. Во ОВР Кочани, во СВР Штип, во Бојаба, бидејќи таму е одговорноста и ова го збориме ние од 16 март навака.